Била Зора, археолошкиот локалитет во близина на Свети Николе, ќе порасне во голем археолошки туристички центар. Изјави денеска министерот за култура и туризам Зоран Љутков, посетувајќи го локалитетот. Како што знаете, од пред некое време ние сме преименувани во Министерство за култура и туризам, така што ќе го, освен културното наследство кое што ќе го негуваме во наредниот период и ќе продолжиме да го одржуваме, ќе го презентираме како туристички атракции за потребите на туристите. Ветувањето на министерот е со цврста основа. Како одговорна влада и како одговорно министерство можам да ветам дека во наредниот период ќе ги зголемуваме средствата, бидејќи има некои одредени средства за оваа година. Ќе ги зголемиме средствата за археолошки истражувања и во наредниот период. Ќе работиме на проект заедно со Филозофскиот факултет, заедно и со општина Свети Николе и со музеот. Освен што ќе работиме на истражувањата, ќе мораме да го отвориме и како туристичка атракција и да се да обезбедат и одредени содржини кои што ќе бидат интересни за туристите и верувам дека ова ќе стане едно од најпосетените археолошки локалитети во Македонија. Што ова ќе значи за Светиниколската општина? Ова ќе биде многу поголемо од ова што е сега. Па ќе кажем еден кафич, да кажем, или такво нешто да има тука, тоа ќе значи дека многу гости од државата, а посебно од странство ќе доаѓаат да го видат, да ги видат овие убавени какви што ги нема не само во Македонија, туку и на Балканот, па и пошироко. Нормално, општината сето тоа ќе има определени и финансиски придобивки. За месец и пол ќе биде готова функционалната анализа за реално потребните работни места во институциите од културата, истакна Љутков. Да видиме и кои работни места реално ни се потребни во овие 7 години, бидејќи не се водело грижа околу тоа какви работни позиции се потребни. Работиме функционална анализа и во 2024 е многу тешко да предвидите сега, бидејќи направивме ребаланс на буџет. Знаете дека буџетот е во катастрофална состојба, но таа функционална анализа ќе биде готова за некаде околу месец и половина и ќе предвидиме нови работни места во 2025 година, бидејќи најголем проблем имаме во стручниот кадар, не толку во административниот, туку буквално во стручниот кадар во сите национални установи. За стекнување по реална слика за состојбата, министерот најави скорешна посета на Штип и обдешните културни институции, но и на останатите градови во македонскиот исток.